Централно издание на Дневникот на К1 телевизија. Добро вечер. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Привршува реконструкцијата на општата болница во Велес. Најавено набавка на нова опрема во висина од 800.000 евра. Успешна 2016 година за Лозово. 416.000 евра инвестирани во инфраструктурни проекти. Кавадарци Неготино Демиркапија започнаа сочествување на заштитникот на лозарите Свети Трифун. Реконструкцијата на Велешката болница е при крај. Се работи на очното, ушно, гинеколошко и интерно оделение, а се поставува и енергетски ефикасна фасада. Ке се набави нова апаратура во вредност од 800.000 евра, а најавена е и реконструкција на инфективното оделение. Тоа е следната работа на која се фокусираме и веќе имаме изготвено идеен план. Сега се доработува основниот проект, пошто ќе започне и комплетно реновирање на инфективното оделение, изјави министерот за здравство Никола Тодоров. Привршуваат градежните работи од реконструкцијата на општата болница во Велес. Се поставува енергетски ефикасна фасада, а се реконструираат очно, ушно, гинеколошко и интерно одделение, каде се гради соба за интензивна нега. Увид во работите изврши министерот за здравство Никола Тодоров, кој истакна дека со завршувањето на реконструкцијата, болницата ќе добие нов лик, како во внатрешниот, така и во надворешниот дел. Ова се надополнува и со изградбата на интернистичка интензивна нега, која што за прв пат ќе се направи во оваа болница. Гражните работи веќе се при крај тука. Ќе се започне сега со набавка на опрема. Предвидена е набавка на опрема за оваа интернистичка интензивна нега, пошто и таа ќе биде ставена во функција на пациентите на Велес и на околината, имајќи предвид дека тоа е повеќе од потребно за општата болница во Велес. Паралелно со тоа, во изминатиот период се работеше и на зајакнување на кадарот во болницата. До сега се примени 33 лекари, кои се испратени на специјализација. Министерот Тодоров најави дека наскоро ќе се набави опрема за потребите на Велешката болница во висина од 800.000 евра. Ние планираме уште една реконструкција, тоа е на инфективното оделение. Тоа е следна работа на која што сме фокусирани. Имаме веќе изготвен идеен проект, сега се доработува основниот проект, пошто ќе се започне со комплетно реновирање на инфективното оделение. Со реконструкцијата и набавката на нови апарати се подобруваат условите за пациентите и за персоналот. Секако дека многу ќе ги подобри условите за престој на пациентите во нашата болница, а и тоа е наша цел, да добиеме задоволен пациент. Значи, во една преубава болница изградена со најсовремена апаратура, со доктори кои што се дојдени од едукација од Скопје или од странство, ќе имаме давање на квалитетни здравствени услуги. Министерот Тодоров истакна дека во споредба со минатото, сега најмногу се инвестира во здравството во земјава, а тоа ќе продолжи и во иднина. Првиот ден работиме посветено, така и ќе продолжиме без оглед на тоа каква е состојбата во земјава, изјави министерот за здравство Никола Тодоров при посетата на Велешката болница, каде изврши увид во градежните активности на реконструкцијата. Одговарајќи на новинарско прашање како влијае актуелната состојба во земјава кога се уште нема формирано влада, тој вели: Па ние работиме со полна паре од првиот ден и денеска да работиме исто. И така ќе продолжиме да работиме. Проектите не сме да застанат, работата не сме да застане. Ние сме тука поставени од граѓаните на Република Македонија и пред нив одговара. Како сме работеле први ден, така работиме и денеска. Полициската станица Свети Николе поднесе кривична пријава против 51-годишниот Р.И. од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело неизвршување на судска одлука. На 22 јануари оваа година Р.И. влегол во дворно место од куќа на улица Септемвриска, во која живее С.Т. со семејството и со чекан кој го држал во рака, упатувал навреди и закани кон Л.Т. татко на С.Т. Сторителот
влегол внатре и покрај тоа што со решение издадено од Основниот суд од Свети Николе во септември месец минатата година му е забрането да се заканува, да ја вознемирува и да и се приближува на растојание помалку од 100 метри од незиното живеалиште. Општина Лозово со помош на владата и донациите кои ги доби реализираше повеќе проекти од суштинско значење за граѓаните, истакна градоначалникот Орце Цветковски, давајќи отчет за сработеното. Изградба на канализација и колектор во Милино и Аџаматово, асфалтирање на улици, изградба на фудбалско игралиште во Сарамзалино се само дел од проектите реализирани во 2016 година. 416.000 евра општина Лозово има инвестирано лани во делот на инфраструктурата. Од нив 130.000 евра се инвестирани за изградба на канализациона мрежа во Милино и колектор во должина од 4 км во Лозово. Се изгради и канализациона мрежа во село Аџиматово во должина од 1500 метри. Средства обезбедени од владата на Република Македонија и општина Лозово. Асфалтирање на улици во должина од 1 км, и тоа по една улица во Лозово, Дорфули и Каратманово, во вредност од 70.000 евра, обезбедени од владата преку Агенција за финансиска поддршка во земјоделие и рурален развој и од општината 20.000 евра. Изградба на фудбалско игралиште во село Сарамзалино, во вредност од 1.400.000 денара, финансирано од општината. Крпање на дупки на улици со асфалтирање, во вредност од 1.700.000 денара, обезбедени од општината. Со средства обезбедени од Министерството за образование се реконструираше кровот на основното училиште Методија Митевски Брицо, а целосна реконструкција доби и општинската зграда, каде се постави и нова фасада, рече градоначалникот Цветковски. Ова е донација на Швајцарска амбасада преку програма за зачувување на животна средина и учество на општината. Воведовме меѓуопштинска автобуска линија за превоз на патници од Велес до Милино и обратно. Линијата е од Велес до Каратманово, Дорфули, Лозово и Милино и обратно. Финансирање на спортскиот клуб работни во општина Лозово, кој игра во трета македонска лига. Финансирање на Кут Коча Рацин од Лозово. Градоначалникот Цветковски додаде дека минатата година општина Лозово додели 400 хектари државно земјиште, каде 90 индивидуални земјоделци добија по 3 хектари земја. За секое прво и второ родено дете, локалната самоуправа доделува по 7.000 денари, додека за трето и повеќе родени деца по 10.000 денари. Низа мерки за намалување на загадувањето на воздухот превзема општина Кавадарци. Една од тие мерки е забрана за употреба на јаглен, односно казниво ќе биде неговата употреба. Оваа мерка ќе биде предложена на наредната седница, соопшти градоначалникот Александар Панов. Деталите ги има колешката Мартина Митков. Присуството на PM10 частичките е причина за загаденоста на воздухот скоро во сите општини во државата. Кавадарци, според евиденцијата на загаденост на воздухот на Министерството за животна средина, е во горниот дел на табелата. Според информациите на градоначалникот Панов, употребата на јагленот како гориво за затоплување на домакинствата е една од причините за зголеменото присуство на отровните честички во воздухот. Локалната власт превзема конкретни мерки за ублажување на состојбата. Се соочуваме со вистината за да превземе одредени мерки, не за самите себе, не за политички поени, позитивни и негативни, туку за нашата иднина и за нашите деца. Во тој правец, ние како локална самоуправа многу пати досега сме превзеле одредени мерки. Некои мерки, за жал, не зависат од нас, туку зависат од законодавството. Ова што неодамна го слушнав од градот Скопје за забрана за јагленот, ние неколку години наназад апелиравме на неколку, не се тоа многу, десетина семејства, меѓутоа кои што во значителна мера придонесуваат за амбиенталниот воздух во овој период. Градоначалникот Панов рече дека со одлука на Совет ќе се превземат мерки за забрана за употреба на јагленот, односно казнива ќе биде неговата употреба. Оваа мерка ќе биде предложена на наредната седница. Една од најголемите мерки за кои што јас лично очекувам, за жал ќе биде имплементирана неколку години подоцна, а тоа е доаѓањето на плинот во Кавадарци, кој што мислам дека ќе би го решил проблемот на едно европско ниво.
Сето друго, ова е предвидувањето на еко-билборд за Кавадарци, кој што ги имаме во нашата програма, во буџетот за оваа година, мислам дека се само мерки за ублажување на лошата состојба. Во текот на изминатите години, граѓаните го чувствуваат чадот од депонијата Мелци, што придонесуваше за дополнително загадување на воздухот. Сега повеќе од 5-6 години во Кавадарци е изгасена оваа депонија, откако локалната самоуправа заедно со јавното предпријатие Комуналец превземаа мерки, односно вградија подземна цистерна со вода за гаснење на пожар при затоплување или самозапалување на сметот, со што се заокружи еден инвестициски циклус, потенцираше Панов. Да се забрани управување со моторни возила кои што немаат катализатор, мислам дека е една мерка која што за одреден степен ќе ја зголеми состојбата со квалитетот на воздухот. И уште една работа која што би сакал да ја спомнам, а тоа не зависи ни од законот, не зависи ни од луките, ни од мерките на локалната самоуправа, нити на централната власт, а тоа е да просто си го ставиме на чело, на глава сите како домаќинство. И да самите од себе тргнеме за да заклучиме за тоа кој колку придонесува кон загаденоста на воздух. Исто така, и субвенционираното печење ракија на плин наместо на дрва е една од мерките со кои што значително ќе се зголеми процентот за подобрување на квалитетот на воздухот во општина Кавадарци. Повикот е отворен до 20 февруари, а заинтересираните кои ќе се пријават ќе добијат од 5.000 до 10.000 динари парична помош. Општината за оваа мерка издвои 600.000 динари. Продолжуваат поволните временски услови за земјоделските култури. Топењето на снегот не предизвика штети, а студените утра ќе ја одржуваат вегетацијата во фазата на зимско мирување. Во наредниот период, стабилното време со очекуваните дневни температури до 10 степени ќе придонесат за нормално презимување, а утринските од минус 11 до минус 4 нема да ја разбудат вегетацијата. Топењето на снегот не предизвика штети, а студените утра ќе ја одржуваат вегетацијата во фазата на зимското мирување, со што продолжуваат добрите временски услови за земјоделските култури. Во текот на изминатата недела променливото време одржуваше добри услови за презимување на земјоделските култури. Со топењето на снегот се зголеми процентот на влагата во почвата, како и водостојот на реките и акумулациите. Тоа добро ќе дојде во престојниот период кај есенските култури кои се во добра фаза. Со подобрувањето на времето ќе се случи и првото прихранување со азотни ѓубрива. Во реоните каде немаше измрзнување на овошките и виновата лоза, ќе треба да се почека почвата да се исуши за да се влезе во нивите и да се изврши кроењето. Метеоролозите најавуваат стабилно време во идниот период со температура до 10 степени, што ќе придонесе за нормално презимување. Во вторник на празникот Свети Трифун, кој се смета за заштитник на лозарите, новиот воз бесплатно ќе вози од Скопје за Демиркапија. На тој начин сите заинтересирани ќе можат да бидат дел од традиционалната манифестација посветена на грозјето и производите од него, која организира Демиркаписката општина. Во рамките на манифестацијата Недела на традицијата Свети Трифун, општината организира бројни активности и надпревари за лозарите и за домаќинките. Традиционалната манифестација посветена на Денот на лозарите започна во Демиркапија. Во рамки на Неделата на традицијата Свети Трифун беше организиран надпревар во закројување на винова лоза. Стручната комисија како највишти закројувачи ги прогласи Трајче Јованов, кој беше првопласиран, втор беше Стојанчо Богдановиќ и трето пласиран Блажо Мицев. На настанот присуствуваа и бројни делегации од странство, меѓу кои гости од Малта, Бугарија, Полска и Унгарија. Во музеот во Демиркапија пак беше отворена изложба на фотографии насловена «Тврдини и цркви» од истражувањата на 3 археолошки локалитети во Демиркаписко. Посетителите имаа можност да погледнат 40 на фотографии од локалитетите Црквиште, Кале Стрезов град, Маркова кула. Истражувани во неколку наврати во последните 2 години. Истражувањата се вршени со финансиски средства од Министерството за култура и поддршка од Демиркаписката општина.
Едно од случувањата во деновите на традицијата посветени на Свети Трифун е надпреварот за најдобро домашно вино и ракија. И овој надпревар станува своевидна традиција која годинава се одржува по 7 пат. По извршената дегустација и бодување на мострите, прогласени се победниците во двете категории. Во категоријата вина, првото место го освои Кристијан Петровски, второ место Лазар Јанакиев и трето место Мартин Стојанов. Во категорија ракија, првото место го освои Блажо Петров, второ место Петар Стојковиќ и трето место Димитар Симичиев. Се одржа и трибина на тема производство на домашното вино и ракија, која беше насловена производство на домашно вино и домашна ракија со примена на традиционални и иновативни технологии на која стана збор за самото производство, садовите во кои се произведуваат и чуваат овие производи од грозје, хигиената како можнебитен момент. Дел од производителите се интересираа околу бистрењето на виното, потребната јачина на ракијата и многу други прашања на кои побараа одговор од стручните лица. Училиштето во село Клуковец и образовниот процес во него денеска беше тема на пресконференцијата на Социјалдемократскиот сојуз. Тие обвинуваат за лоши услови, додека пак градоначалникот Чадиев потенцира дека иако локалната самоуправа нема обврски за капитални инвестиции, сепак реализирани се градежни активности со кои се подобрени условите за образовниот процес, потсетувајќи ги СДСМ дека во нивно време во образованието и образовните институции не се вложувало. Иако пред само 3 дена започна реконструкцијата на училиштето во село Клуковец, СДСМ денеска излезе со обвинување дека локалната власт го игнорира овој проблем и се однесува неодговорно. Весна Стојанова Богоевска вели дека во училиштето нема услови за одржување на наставната програма. Покривот прокиснува, зградата е руинирана, а нема ниту дрва за грејење. Ова не се услови во кои што треба да учат учениците во 21. век. Наместо итно да ги решаваат проблемите, градоначалникот Славчо Чадиев и Министерството за образование си ја префрлаат меѓусебно одговорноста. Додека трае префрлувањето на одговорноста, поради несоодветни услови, учениците во Клуковец 20 дена не посетуваат настава и губат од наставно-воспитниот процес. СДСМ повторно лажно обвинува. Учениците се веќе на настава. Дециден во демантот на обвинувањата од страна на Општинската организација на СДСМ Велес, градоначалникот Славчо Чадиев. Уште една училница која е комплетно средена со нови ПВЦ прозори, нова инсталација, електрична инсталација, нов патос, нови врати. Истовремено шират и понатаму дезинформации дека кровот прокиснува, господа. Ќе отидеме заедно најголемиот дошли да видиме дали прокиснува кровот на општина, кровот на училиштето Клуковец. Нормална е таа ситуација, јас го разбирам тоа, во секој случај само ќе ги потсетам дека за време на нивното владење, изминатите 30 години немаше клинец вложено во образованието, денар се немаше потрошено во образованието, сега имаме неколку нови училишта направено во општина Велес. Капиталните инвестиции се надлежност на централната власт. Чадиев вели, иако е тоа така, во интерес на децата, општината ја реализираше инвестицијата со која се подобруваат условите за настава во ова училиште. Друштвото на писатели на Македонија денеска одбележува 70 години од своето постоење. На денешен ден во 1947 година е формирано Друштвото на писатели на Македонија како професионално здружение на писателите од Македонија од страна на Васил Илјовски, Блаже Конески, Ристо Крле, Славко Јаневски, Владо Малевски, Димитар Митрев, Иван Точко и Јацо Шопов. За прв председател на Друштвото на писатели бил избран Блаже Конески. Македонската писателска асоциација број 540 членови, од кои 30 писатели членуваат повеќе од половина век. Друштвото на писатели на Македонија го издава исписанието Стореш и ги доделува годишните награди за најдобри остварувања во поезијата, прозата, критиката и есеистиката, за најуспешна книга за деца, како и наградите за поетски опус со високи естетски вредности и за дело објавено на некој од јазиците на националностите во Македонија. Останатите вести од Македонија во продолжение.
Република Македонија годинава се очекува да има раст на бруто домашниот производ од 3,2%, со што во однос на сите европски земји ќе се најде на 4-то место според растот, додека до година се очекува раст од 3,6%, со што македонската држава би била втора со најголем раст во 2018 година на целиот европски континент. Ова го покажува зимската економска прогноза на Европската комисија, што денеска во Брисел ја представија подпредседателот на Еврокомисијата задолжен за еврото и фискалната стабилност Валдис Домбровскис и еврокомесарот за економски и финансиски прашања Пиер Московиси. Според економскиот раст Македонија се очекува годинава да се најде на високото 6-то место во Европа во 2018 година, ако го оствари планираниот раст од 3,6%. Македонија би била единствено зад Малта, а второто место во Европа би го делела со Словачка, која се очекува исто така да има економски раст од 3,6%. Она што е најважно за македонската држава е што Европската комисија прогнозира дека невработеноста ќе паѓа право пропорционално со зголемување на вработеноста, па од 24,4% невработени во 2016 годинава тој процент се очекува да падне на 23,2%, а во 2018 година на 22%, што би било рекорден пад на невработеноста во историјата на независна Македонија. Македонија во декември минатата година примила најмногу туристи. Според податоците на Државниот завод за статистика, 42.101 туристи ја посетиле Македонија. Истите оствариле 81.060 ноќевања. Споредено со истиот месец во 2015 година, бројот на туристи бележи зголемување од 4,4%, додека бројот на ноќевањата е зголемен за 4,7%. Споредено статистички, бројот на домашните туристи во декември 2016 година во однос на декември 2015 е намален за 5,3%, а бројот на странските туристи е зголемен за 11,2%. Бројот на ноќевањата на домашните туристи е намален за 4,6%, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 12,5%. Во периодот јануари-декември 2016 година, во однос на претходната година, бројот на туристите е зголемен за 5%. Кај домашните туристи има зголемување за 4,8%, а кај странските за 5,1%. Бројот на ноќевањата пораснал за 2,8%, што значи кај домашните туристи има зголемување за 3,6%, а кај странските за 1,7%. Македонија имаше главната улога во процесот на справување со мигрантската криза. Ова признание за нашата држава уште еднаш дојде од австрискиот министер за надворешни работи Себастијан Курц. Тој вчера заедно со министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Поповски беше во посета на граничниот премин, каде до пред една година мигрантскиот притисок беше најголем. Македонија многу голем придонес даде и заслужи многу повеќе поддршка од колку што добила или добива во момента. Меѓутоа морам да кажам дека има многу држави кои што од првиот ден кажа дека не само што Македонија ќе ја поддржуваме да ги затвори границата, туку и ја поддржуваме со тоа што Австрија на пример испрати 20 полициски службеници тука, ги посетивме денеска, ни кажаа дека многу добра соработка имаат и со македонската. Многу европски држави знаат и свесни се за тоа што Македонија направила и понатаму прави. Јас како министер за надворешни работи на Австрија сме многу благодарни за оваа соработка и понатаму сме подготвени да ја даваме поддршка на Македонија за заштитата на границите. И ние признаваме дека Македонија нас не поддржа нам кога ни требаше поддршка. Македонскиот министер за надворешни работи се заблагодари што Австрија го признава придонесот кој што го даде Македонија, но нагласи дека изостанува фер третманот од другите земји. Нема ништо заеднички помеѓу фер третман и третманот кој го има добиено Македонија во изминатиот временски период, ако гледаме низ призма на пристапување кон Европската Унија. Тоа што е, мислам, многу поважно за мене е дека дефинитивно имаме фер третман од земји како Австрија,
и мнозинството земји во членки во Европската Унија. Затоа и мислам дека за да добиеме фер третман, треба да се погрижиме час поскоро да бидеме дел од клубот. Многу е потешко нефер да ве третираат кога сте внатре. Многу е лесно тоа да ви го прават кога сте надвор. Конечно, секој има своји интереси, а јас сум убеден дека македонскиот интерес е да се потрудиме час поскоро да бидеме дел од Европската Унија. Курц нагласи дека Австрија како председавач на ОПСЕ годинава е фокусирана на борбата против радикализацијата, намалување на тензиите помеѓу Западот и Истокот, како и јакнење на довербата во самата организација. Лидерот на расистичката организација Ку Клукс Клан Франк Анкона пронајден е мртов со рана во главата од огнено оружје во американската сојузна држава Мисури. Анкона бил пронајден во саботата од рибари во близина на голема река во реонот на Парк Хил. Најмалку 4 лица го загубија животот денеска во снежна лавина на француските Алпи. Ова е свето денес. Најмалку 4 лица загинаа, а 5 други се водат како исчезнати, откако денеска биле однесени од снежна лавина во близина на зимското одморалиште Тилј во францускиот дел на Алпите. Спасувачките тимови ги пронашле телата на 4 од настраданите, додека за останатите 5 се претпоставува дека се уште се заробени под снегот. Инцидентот се случил околу 10 часот и 35 минути на 2100 метри надморска височина, објави весникот Дофине, додавајќи дека лавината, која била широка 400 метри, се одронила при минувањето на група скијачи кои биле на одмор во Тилј. Ова е најсериозен инцидент од почетокот на оваа скијачка сезона во Франција. Од почетокот на сезоната во француските делови на Алпите и Пиринеите се случија 13 лавини во кои вкупно загинаа 3 лица. Минатата сезона имаше 45 несреќи со вкупно 21 смртен случај. Вчера во Горна Савоја при лавина загинаа 2 лица. Во утринските часови одрон на снег однесе еден млад скијач на секторот на дивината Прас Сур Арли. Неколку часа подоцна, уште еден скијач бил однесен од лавина во Лаклуза. $130,000 жители се евакуирани во близина на градот Оровил во Северна Калифорнија, откако властите јавиле дека браната може да попушти поради пукнатините што се отвориле од силниот притисок на водата, што се собрала по обилните врнежи. Количината на водата во петокот била помала од 2 метри од врвот на браната, а пораснала поради големиот дожд и снег што следеа по тешката суша во Калифорнија. Калифорнискиот гувернер Джери Браун, поради поплавата и слечиштата од Сојузната служба за вонредни состојби, побара да се воведе елементарна непогода. Инженерите уште во четвртокот почнале да испуштаат вода од акумулациското езеро спротивно од браната, забележувајќи дека на еден дел недостасуваат големи парчиња бетон. Дупката која се појави со текот на времето се прошири, па властите очекуваат наскоро да се урне тој дел од браната, иако до пред 2 дена тврдеа дека нема никаква опасност. Околу 20,000 луѓе излегоа на улиците на Мексико да го искажат својот револт против председателот на САД Доналд Трамп. Тие протестираа против плановите на Трамп да изгради ѕид на границата меѓу САД и Мексико и поради зголемувањето на депортациите на имигранти од САД. Многу од учесниците во поворката носеа мексикански знамиња и беа облечени во бело во знак на единство и како символ на неполитички карактер на протестниот марш. Учесниците во акцијата изразија поддршка за мексиканците кои живеат во САД, а помали протестни маршови се одржаа и во други мексикански градови. Прилепска победа го одбрани шампионскиот наслов на меморијалниот турнир Вуко Каров, кој по 18 пат се одржа во Кавадарци, совладувајќи го Тиквеш со 6:0.
Ракометниот вице-шампион на Македонија Металург го совлада руски Медведев со 31:24 во последниот надпревар сезонава во Лигата на шампиони. Во продолжение останатите информации од спортот. Фудбалерите на Победа ја покажаа својата класа и со убедливи 6:0 против домакинот Тиквеш 1930 го одбранија шампионскиот настов на меморијалниот турнир Вуко Каров, кој по 18 пат се одржа во Кавадарци. Додека во предигра на финалето борец со голот на Горан Димовски го победи Металург и стигна до третото место. Турнирот ги оправда своите очекувања, да видат кои екипите кај се со своите подготовки, како се уиграни, за можеме понатаму да продолжиме по нашиот пат, односно по патот да останеме во оваа втора лига. Мислам дека Победа покажа најмногу од сите нас, што беа 4 екипи. Ние вчера одигравме еден добар цврст напред со Борец. Денеска мислам дека не го дадовме тоа што го очекувавме. Моите играчи беа малку преморени од вчерашната утакмица, пошто оваа недела одигравме околу 4 пријателски утакмици. Играчот на Прилепска Победа Даниел Карчевски со 3 постигнати гола беше прогласен за најдобар стрелец, додека Александар Ангелков, кој на надпреварот помеѓу Тиквеш и Борец одбрани 2 пенали, го доби признанието за најдобар играч на турнирот. Турнирот се одржа по, да речеме, добра организација. Сега што денеска потфрлиме, тоа е може и не потфрлиме тешки нози на сите играчи. Вчера испаднаме една екипа, денеска пак иста. Со оглед тоа дека финалистот Победа вчера играа други 11. Тоа е тоа. Се надевам дека првенството ни е нас целта што треба да оствариме обстанок. Турнирите не ни интересират, баш се за да се види кој до кај е стигнат со играчите, кој до која точка е спремен. Меморијалниот турнир Вуко Каров е во организација на градот Кавадарци со фудбалскиот клуб Тиквеш 1930, а турнирот има долга и богата традиција со учество на реномирани екипи во минатото. Денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди и со слаб ветар претежно од југоисточен правец. Највисоката дневна температура на воздухот се движеше во интервалот 4 до 8 степени. Овде го завршуваме и ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.